За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите ќофтиња од ослич и макарони. Главицата кромит ситно ја сечкаме. И макдоносот ситно го сечкаме. Потоа ситно ги сечкаме чешнињата лук. Зовриената вода во тенџере на огање посолуваме. Во водата ги ставаме ролофилетите да се варат. Во друго тенџере со зовриена вода на оган додаваме мешан зачин, потоа додаваме масло за јадење. Во водата ги ставаме макароните да се варат, промешуваме. На крупната страна од рендето во длабок сад ги рендаме претходно излупените компири. На истата страна од рендето ги рендаме и морковите. На загреано масло во тава на оган го ставаме исечканиот кромит да се пржи, промешуваме. Го додаваме исечканиот лук. Сварените ролофилети ги ставаме на чинија. Потоа ги ситниме на парчиња. Ги додаваме во садот со компирите и морковите. Откако кромидот ќе омекне и него го додаваме во садот. Потоа го додаваме исечканиот макдонос. Посолуваме. Наросуваме мелен црнпипер. Додаваме мешан зачин. Јајцата ги кршиме, ги додаваме во садот. Додаваме и 3 лажици брашно. Сварените макарони ги цедиме во цедалка. Ситно ги сечкаме. Ги додаваме во садот. Потоа ги месиме состојките со рака. Во длабок сад ги ставаме преостанатите 80 грама брашно. Го додаваме пченкарното брашно. И преостанатиот мешан зачин го додаваме во садот. Промешуваме. Од претходно подготвената смеса ги формираме ќофтињата. Ги облепуваме со мешавината од двата вида брашно со мешан зачин. Ги редиме на чинија. Потоа ги ставаме да се пржат на загреано масло во грил тава на оган. Откако ќе поруменат од двете страни, ги ставаме на чинија обложена со хартија, за да впие непотребната мрснотија. Ќофтињата од ослич и макарони ги редиме на чинија за сервирање. Декорираме со 1 лимон засечен на четвртинки и гранчиња копар. Декорацијата ја завршуваме со цвет од морков во лимонот. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 40 минути. Добар апетит!